е на ЗИД, мој денешен гостин е Христијан Мицковски, председател на ВМРО ДПМН. Добре дошли. Добро вечер и благодарам на поканата. Христијан, името очигледно станува и останува најголемиот проблем во македонските евроатлантски интеграции. Тука имаме една какафонија. Од една страна се Кодзијас, па дури подпредседателот на Неа демократија излезе вчера, кој што вела дека нема шанси за брзо решение. Од другата страна се Заев, Османи, па и Димитров, кој што вела дека има и тоа реални шанси до јуни да дојдеме до решение. Како лидер на опозицијата, според вашите информации, има ли шанси за такво брзо решение на името? Гледаме една артикулација на континуиран оптимизам кој што владините представници го емитуваат во јавноста, и тоа започна некаде таму од октомври месец минатата година со мали осцилации. Дојдовме до април и секогаш на јавноста беше соопштувана реченицата само што не се решило, неве мај дојде, но гледаме дека се уште прашањето за името, односно прашањето за нашето уставно име кое и проблемот со нашето уставно име кој што го има нашиот јужен сосед се уште не е решено. И во таа насока можам само да кажам дека последната информација која што опозицијата ја има е она информација која што ја добивме официјална за време на состанокот, на оној лидерски состанок кој што го имавме во клубот на пратеници некаде кон крајот на јунари месец, каде што сетот на идеи кој што претходно беше презентиран од страна на медијаторот Нимиц ни беше всушност представени на нас и помалку или повеќе претходно беше познат на јавноста. Изминативе денови бевме сведоци на интервјуа од страна на премиерот, од страна на вице-премиерот за евроинтеграција, од страна на министерот за надворешни работи, па дури го видовме и оној брифинг со новинарите, каде што често пати знаеа да кажат дека опозицијата е информирана за секој детал. Јас категорички можам да кажам дека тоа не е точно. Не само што не е точно, него можам да кажам и дека е лага. И во име на тоа би сакал да поставам три прашања, би сакал да добиам одговори на овие три прашања. Дали опозицијата е запознаена со предлогот кој што грчката страна го презентираше пред владините представници за време на првата посета на министерот Кодзијас, кој што од јавноста дознавме дека е содржан на 20 страни? Дали потоа владата одговорот кој што го даде врз основа на тој предлог, кој што беше опишан на 5 страници, го презентираше, односно го представи на опозицијата, и дали беше консултирана опозицијата со тој одговор на грчкиот предлог? И конечно на крај дали слушам дека постои така наречен предлог меѓународен договор помеѓу Грција и Република Македонија, кој што е нели предложен од страна на медијаторот Нимиц, опозицијата е запознаена со ова. Три круцијални документи, доколку одговорот на овие прашања од страна на владините представници е не, а не може да биде поинаков, бидејќи одговорот ќе биде не, тогаш треба да се извинат на македонската јавност, но и на опозицијата, затоа што брутално ја манипулирале, бидејќи не само што опозицијата не е информирана, туку и некако екзибиционистички се води целиот овој процес. Преговараме преку пресконференции на рачани текстови во неделници, најчесто во земји кои што не се Република Македонија и соседна Република Грција, што му дава еден вид несериозен пристап на самиот процес. Еве сведоци сме на последната рунда преговори кои што повторно од медиумите ја дознавме. Тоа е во Охрид, последната сесија беше, гледаме ќе има некакво продолжение на 3 и 4 мај, потоа на 12 мај, и така од прилика тоа е она кое што опозицијата го гледа, а што се однесува на преговорите кои што се одвиваат помеѓу нашиот јужен сосед, кој што има проблем со нашето уставно име Република Македонија. Нели е помалку парадоксално, вие велите дека 3 месеци не ве информирале за ништо, од друга страна, токму Заев потврди дека, бидејќи Хан изрази оптимизам, па беше прашан од кај му оптимизмот на Хан, Заев потврди дека Хан е одлично информиран за текот на преговорите. Од една страна, сопствената опозиција не ја информирате за ништо, од друга страна, сепак еврокомесар бил или кој да е информиран. Или е помалку парадоксално да ве држат во таква магла? Таков пристап избрале, и тука јас не можам да се мешам, но она кое што можам да го кажам, а тоа е дека ако се сметаат за информација дофрлувања при случајни средби на скали дека е информирање, тогаш тоа навистина нити е достоинствено, нити е сериозно за едно вака круцијално сериозно прашање кое што е од огромно значење за понатамошната иднина на Република Македонија и граѓаните кои што живеат во Република Македонија. Затоа јавно поставив
три прашања, нели, бевме сведоци на оној брифинг кој што го имаа со новинарите, тројката владини представници, Заев, Шекеринска и Османи, каде што недвосмислено беше кажано дека опозицијата апсолутно информирана за се, каде што имаше една вака помалку комична изјава дека сето она кој што го знае Османи, го знае Али Ахмети, го знае и Христијан Мицковски. Јас не знам дали он ова го знае или дали го имал на увид предлогот од страна на соседна Грција, нашиот одговор, овој предлог меѓународен договор, но јас тоа не сум го видел, нити пак некој ме повикал да ме запознае со содржината на истите, нити пак некој се консултирал како би требало да изгледа одговорот кој што Република Македонија треба да го даде на соседна Република Грција. Покрај тоа што не знаете сега како и што се случува, но доколку дојде до некакво си решение, останувате ли на ставот дека ќе застанете остро против и ќе спречите какво и да е решение кое што значи промена на уставот и навлегување во идентитетот? На јавноста треба да е јасно дека идентитетското прашање е стекнато право. Во личната карта за Република Македонија во Обединетите нации идентитетските карактеристики се извинувам, специфики како јазик, националност, потоа двобуквен код, тробуквен код се дефинирани и тоа се стекнато право. Не знам кој би можел да го гарантира или да не го гарантира и не знам зашто тие би биле дел од евентуални преговори. Нашиот двобуквен код е МК, нашиот тробуквен код е МКД, нашиот јазик е македонски и ние сме граѓани како што стои таму на поранешна Југословенска Република Македонија кроз македонци. Односно Маседонијан, Маседуан, Македонијо на шпански и така натаму, бидејќи тоа е на 6 светски јазици, на англиски, шпански, француски, руски, арапски и кинески. Така да тоа е стекнато право и тука апсолутно нема што ние да навлегуваме во суштината на истото. Ако дискутираме за нашето уставно име и евентуалната промена на уставот, која што би имплицирала промена на нашето уставно име, ставот на ВМРО-ДПМН е јасен, недвосмислен и во неколку наврати повторен од мене лично, но и од представници на партијата, дека ВМРО-ДПМН нема да поддржи промена на уставот, а со цел промена на уставното име. Така. Го добивме извештајот на Европската комисија, во него и новата препорака за датум. Реално не е ништо ново, бидејќи го добивавме честопати, но овој пат беше примен со голем ентузијазам и предаден со голем ентузијазам. Тука беше и посетата на Хан, Могерини, Хан ве пофали и вас за конструктивноста, Могерини побара и засилување на реформите и таа ве пофали токму за конструктивноста. Побара зголемување на реформите Могерини, но од друга страна имаше многу критики во самиот извештај, бидејќи извештајот, да не се лажеме, се прави за критики. Дури во 8 поглавја беше констатирано дека нема напредок. Како вие го видовте во извештај? Да, јавноста изминативе ден-два беше запознаена со содржината на последната верзија на извештајот, кој што содржеше недвосмислена препорака за отпочнување на преговорите за Република Македонија. Јас би се вратил во минатото, 2009-та наваму. Такви препораки се добиени во 5 наврати, со исклучок во 6 наврати, се извинувам, со исклучок на последните 2 години, каде што имаше одредено ограничување, одредени услови, поради политичката криза која што беше наметната од истите овие луѓе кои што сега водат владата. Прашањето и дилемата на опозицијата во тој момент, кој беше пресуден, дали извештајот ќе биде ваков каков што е, или ќе биде поинаков, беше дали ние треба да излеземе на улица, и дали ние треба да фарбаме фасади, да се служиме со насилство, со девијантно однесување, со блокирање, или пак да придонесеме во овој процес кој што е од интерес на граѓаните и на Република Македонија. А тој се покажа како модел кој што беше успешен, да. Секогаш во минатото, така и сега, била браник на националните и државните интереси и во овој момент раководството на партијата одлучи дека национален интерес е ВМРО-ДПМН да не ја напушти масата. А на таа маса ВМРО-ДПМН додаде вредност при изработката на сите така наречени реформски закони, и како, и истите тие понатаму, нели, во една процедура во собранието беа освоени, дел допрва ќе се усвојуваат и така натаму. Ова е еден динамичен процес кој што ќе трае, не застанува. Но она што е интересно, а кое што говори за карактерот на луѓето во владата е она изјава која што премиерот Заев ја кажа дека и да не била опозицијата, оваа оценка
ке постоела. Тоа беше онаа прва, предпоставувам, еуфорична изјава, помалку несрекна. Но на брзина дојде демантот од страна на високите представници Јоханес Хан и Фредерика Могерини, каде што јасно и недвосмислено беше спомената опозицијата како клучен фактор во добивањето на ваква препорака и ваков извештај кој што го доби Република Македонија страна на Европската комисија. На сето тоа нормално ни беше честитано, оддадена ни беше честа. Ние продолжуваме и понатаму да ги имаме државните и националните интереси како врвен приоритет, што не е случај со одредени политички структури во Република Македонија. И така ќе продолжиме во иднина да се однесуваме, затоа што за нас единствена цел представува интересот на граѓаните и Република Македонија. Делот токму вашето членство ве обвинува како соучесник на случувањата во моментов поради вашата конструктивност со СДСМ, односно вела дека требало да преземете порадикални мерки, особено да не се враќате во собрание и слично. Како гледате на овие обвинувања? Па не, тоа се прилично тивки коментари кои што во суштина не помагаат во овој процес, односно не помагаат во подобрување на квалитетот на живот на нашите сограѓани и не се во интерес и заштита на националните и државните интереси. Реков и ќе повторам, ВМРО ДПМН нема да ја напушти масата, затоа што секогаш кога ВМРО ДПМН ја напуштило масата, губело. Не само сега, зборувам и за историското ВМРО во минатото. ВМРО ДПМН ќе остане на масата и ќе се бори за државните и националните интереси. Во овој процес добиваат граѓаните, затоа што ВМРО ДПМН е на масата. И тоа можам во детали да ви кажувам. Еве ќе дадам краток осврт на 3 клучни реформски закони кои што веќе помина и беа изгласани во собранието. Едниот е законот, така наречениот закон за заштитени сведоци, кој што патем речено во собраниска процедура се усвојува со просто мнозинство, со 61 пратеник, и другите два закона, тоа е ОТА и следење на комуникации. Краток осврт, ако ми дозволите. Поведете. Она што успеавме да го испреговараме на маса, а е во интерес на граѓаните, најпрвин, како беше затекнатата состојба? Затекнатата состојба беше посебен закон, хибрид, како што е оној закон за специјалното јавно обвинителство. Таква беше намерата да се донесе и закон хибрид за заштитените сведоци. Ние ги аргументиравме нашите позиции и успеавме да го канализираме сето тоа во постојното законско решение за заштитени сведоци. Тоест, сите обвинители во државата имаат на располагање совет кој што служи за промена на идентитетот на заштитените сведоци. Има процедура како се поднесува барање и како се добива одговор од тој совет кој може да биде заштитен сведок. И второ, ги зголемивме казните при евентуално оддавање на идентитетот на заштитениот сведок од 3 на 5 години затворска казна. Успеавме, како ВМРО ДПМН, да аргументираме пред представниците на власта дека не ни е потребен лекс специјалис, односно посебен закон, уште еден нов хибрид, него нашата легислатива е доволно силна и ако кроз таа легислатива се почитува на вистина онака како што е напишано, секој обвинител може да го искористи своето право. Вториот закон за ОТА и за следење на комуникација е многу значаен за граѓаните, бидејќи во тој закон вие имате регулирање на користењето на така наречените метаподатоци од граѓаните. Метаподатоци представуваат целокупната комуникација која што ја вршите вие преку вашиот мобилен телефон, па дури тука и оние кај смарт телефоните, оние посетени веб страници, отворени мејлови и така натаму. Сега можностите се и текако големи. Со нашата аргументација успеавме да креираме европски компетитивен закон и еден од најлибералните, а при тоа ја намаливме можноста за евентуална појава на идни бомби. Односно, досегашното законско решение е метаподатоците, операторите да ги користат 1 година, ние го намаливме на 6 месеци. Законот предвидуваше директна комуникација помеѓу тајната служба и операторите, ние воведовме, така да наречам, посредник, а тоа ќе биде или
јавен обвинител или судија. И конечно, третата суштинска придобивка е, се предвидуваше да во рок од 30 дена службите кои што ќе ги користат метаподатоците го информираат јавниот обвинител за кои лица се искористени, ние таа обврска ја намаливме на 7 дена. Директорот на ОТА, наместо со просто мнозинство, донесовме одлука да се бира со двотретинско мнозинство, бидејќи тоа навистина треба да биде експерт кој што ќе гарантира квалитетна работа, непристрасна работа и навистина ќе значи еден успешен систем понатаму заокружен, а беше предвидено и заменик директор кој што не представува пракса во Европа и практика, и ние бевме исклучиво против тоа, мнозинството тоа го прифати. Од технички аспект не би ги сега оптеретувал гледачите, навистина со детали, но она кое што беше од наша страна презентирано и аргументирано, сето тоа беше усвоено и во овој момент поголема дискреција се гарантира на граѓаните и овој закон го става во рамките на најлибералните, како што се законите во Австрија, Република Ирска, Малта, Кипар и така натаму, а многу покомпетитивен од многу пософистицирани и понапредни демократи во Европа. Така што со еден збор да заокружам, учеството на ВМРО-ДПМН во овој процес додаде вредност и навистина предлозите кои што ни најмалку можеа да се наречат реформски, ги направи во одредена мера реформски и во таа насока ќе продолжиме и војнина и со останатите закони, законот за судство, за јавно обвинителство, кривичниот законник и така натаму. Велите ги заштитивте граѓаните, помогнавте и во спречување на тамошно што се вели користење на оние бомби, но како себе си како партија ќе се заштитите од бомбите? Приказката продолжува и тоа со несмален интензитет во судовите, каде што е факт дека се објавуваат нови, така наречени, бомби на Заев. Постојано некој ги запишува таму, во моментов можеби и не се објавуваат, нема да може да се објават нели во аудио форма, но транскриптите постојат на сите оние што се присутни на судењата. Постои сомнеш дека кога ќе дојде вистинско време тие и натаму ќе се употребуваат. Како ќе се спасите од овие бомби? До кога буквално ќе се занимаваме со бомби во државата следниве 30 години? Токму така, во правилна насока е вашата констатација. Секогаш кога тоа му е потребно на Зоран Заев и секогаш кога ќе треба тоа да биде алиби за сите погрешни политики, се појавуваат бомбите. Тоа е израз на немоќ и неможност и неспособност да се справите со реалните теми. Ние имаме една суптилна емисија на втора едиција бомби. Треба тоа да биде јасно. Како? За време на судските процеси кои што ги води специјалното јавно обвинителство, покрај сите оние бомби, така наречени, кои што веќе македонската јавност ги слушаше, а грубо беше злоупотребена, грубо беа злоупотребени и се темелеше сето тоа на ниски страсти. Сега имаме нова емисија, втора едиција на така наречените бомби, со оние необјавени разговори, а кои специјалното јавно обвинителство ги користи како докази во судските постапки против лицата кои што се таму обвинети. Како се прави тоа? Се прави на отворени седници, во позадина седат луѓе со одредена идентификација, кои што стенографски го запишуваат текстот на тие нови бомби, ги информираат своите редакции, без разлика дали се електронски, печатени или телевизиски куќи, и истите тие понатаму се пренесуваат стенографски, додека гледаме дека емисијата на ПИМ мерките, кои што порано биле, каде што експлицитно се гледа како премиерот Заев во својство на градоначалник на Струмица бара подкуп, беше позади затворени врати. Зошто се случи тоа? Тој самиот бараше наводно да бидат јавно. Тоа е дел од ова што ви го кажа во самиот вовед. Значи, ние имаме една суптилна емисија на втора едиција бомби во моментите кога им е потребно да ги соцкријат сите оние негативни политики, сите оние, како да кажам, штетни политики кои што ги прават кон граѓаните и неможноста да се справат со реалните теми. Тогаш на сцена стапуваат бомбите. Доколку оваа пракса не престане веднаш, ВМРО-ДПМН размислува и за поинакви мерки, кои што ќе ги соопшти многу скоро на македонската јавност. Ние имаме сега суптилна емисија на втора едиција бомби. Иако, ќе напоменам, според Пржинскиот договор, се сопре емисијата на така наречените
снимени материјали, нелегално стекнати материјали или во јавноста презентирани како бомби од страна на луѓето од социјалдемократска. Нема да ни откриете како ќе им одговорите, претпоставам го чувате за понатаму. Да. Оред, ќе направиме само куса пауза да ги видиме рекламите и веднаш се враќаме во емисија. Наш гостин е председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Продолжуваме со емисијата. Христијан, бомбите беа одличен пример за начинот на действување на оваа власт. Принципот се вика девалвација. Секогаш кога некој ќе ви пречи, независно дали тоа е личност, партија или институција, бидејќи ги имаат на поводник често пати не само дел од медиумите, туку и дел од други средства, доаѓа до девалвирање на личноста или институцијата, односно омаловажување. Вие бевте цел на еден таков напад пред неколку дена. Излезе новиот директор на Елем, кажа дека сте правеле тендери во 4 очи. Во колку тендери направивте во 4 очи? Токму така, таквиот начин на девалвирање е избор на луѓе кои што немаат реална креативна моќ за иднината. И вие, кога има отсуство на креативни идеи, на проекти, се враќате во минатото и се служите со работи кои што навистина не ви носат никаков бенефит на долг рок или на среден, може краткорочно да поентирате, но штетите што ќе ги направите со таквото однесување се трајни. И секогаш во иднина некој може да се повика на тие штети кои што вие со ниски страсти ќе ги направите во општеството. И генерално тие ќе имаат влијание за сите граѓани. Вие можеби ќе спечалите власт од некоја година, ако е тоа вашата цел. Но на средина долг рок оставате непоправливи траги. Тоа е општествен проблем, но кога е личен, тогаш ќе мора да се заштитите. Во мојот случај, тоа е личен проблем. Бев брутално наклеветен од страна на, како што рековте, мојот наследник, кој што не е веќе нов, веќе помина, година дена ќе помине откако Социјалдемократскиот сојуз е на власт во Република Македонија. Ја управува владата. Несмасно излезе на пресконференција, ме обвини дека сум потпишал такви договори и за тоа јас му дадов рок од 48 часа да се извини, он тоа не го направи. Има законска процедура, се консултирав со мојот адвокатски тим и ќе следи приватна тужба за клевета и нанесување штета на мојата чест и углед. И брутално ќе кажам дека навистина во тој момент успеав да бидам емотивен, бидејќи навистина честа ми е многу значена и за мене и за мојот карактер. Поготово кога ќе биде истата повредена со груба злоупотреба и обид за манипулација на македонската јавност, а при тоа витешки кога човек ќе види дека погрешил, не нашол за сходно да се извини. Тоа овој човек не го направи и за тоа ќе мора да се соочиме пред судските органи да докажеме дали ја навистина сум потпишал, дали не сум потпишал и така натаму. Да почекаме каква ќе биде одлуката на судовите, па потоа ќе коментираме. Инаку мене лично ако ме прашате, такво нешто нити постои, нити ќе постои некогаш во иднина. Тоа сум го коментирал во многу интервјуа во минатото, тоа и сега ќе го кажам, дека преку личен пример ќе се обидам да покажам како се работи честно, како може да се работи честно, а при тоа да се остави историска трага за сопствениот народ и за сопствената држава. Но она што е значено е да можеби, или не знам какво е сценариото понатаму во емисијата, се прокоментираат сите скандали кои што се поврзани со работењето на таа компанија. Но еве ќе се вратиме малку наназад понатаму, но од човечки аспект, ова што се случи со обидот за девалвација, значи дека ве приметиле дека им пречите. Може би од една страна ви дава на знаење дека сте на вистинскиот пат, или пак од друга страна ве заплашува. Во превод, дали ви покажува ова понатаму да одите и дека сте на вистинскиот пат, или од друга страна, имајќи предвид дека оваа власт ја има на краток поводник судството и другите останати органи на прогонот ги има, дали може би ве уплаши и ве враќа малку назад да ретерирате? Какви чувства имате во моментов од ова? Јас не се плашам од вистината, нити па бегам од вистината. И би сакал јавно и транспарентно, кога ќе излезе вистината на виделина, да ја биде соопштена на македонската јавност. Мојот пат е многу јасен и целта на мојот пат е јасна и ја гледаме, а тоа е следната влада да ја формира ВМРО ДПМН, што ќе значи спас
од оваа темнина која надвиснала над нашата татковина. Дали тој пат ќе биде по права траекторија или ќе наидува на многу препреки, времето ќе покаже. Се разбира, не очекувам дека ќе биде нити краток, нити лесен. Затоа сум тука, подготвен сум да се соочам со сите предизвици кои што ќе бидат испречени на тој пат, но важно беше да ја видам јасно крајната цел, а таа крајна цел јасно ја гледам. А тоа е новата надеж за Република Македонија, а тоа е економски богата, евроатлантски интегрирана земја на свекни граѓани. Сум го кажал тоа во минатото во многу наврати, ќе го повторам и сега. Со еден збор, сонот на мојата генерација да стане јаве. Така. Во исто време кога тие се обидува да ве девалвираат, а се погоди со моментот на извештајот, се случи нешто што го засени можеби и самиот извештај, сето друго падна во вода, излезе сведочењето на таткото на Александар Маќевски, кој што посведочи што реално се случувало во минатото, а што сега, поврзано со Монструм и убиството на 4 момчиња и рибарот на Смилковското езеро. Директно го обвини Заев, ова не беше политичка местенка слично на предходното, излезе и кажа дека му давал транскрипти од разговори каде што се гледа дека убиците се убиците, но дека се инволвирани и високи представници на ДУИ, нешто што им го ветувал дека ќе го обзнани, а сега го нема никаде. Како гледате на ова макијавелистичко, бескруполозно действување на личност која што ја представува владата во моментот? Тоа самото говори за карактерот, подвоениот карактер. Со едно се зборува, со друго се зборува, предпоставувам многу скоро ќе биде потврдена онаа првична пресуда која што беше донесена не така одамна, а која што беше поништена, предпоставувам, повторно поради некои предизборни ветувања кои што на овие кои што се родители на жртвите им е едно ветувано, а на овие кои што се екзекутори им е друго ветувано. Так. Тоа се луѓе кои што навистина одбрале погрешна патека во животот. Ке кажам, на краток рок тоа може да ви донесе краткорочен бенефит. Но она што е важно, што ќе оставите позади себе на среден и на долг рок. Злоупотребувајќи ги чувствата на луѓето, вие ќе се соочите со сопствената темна и црна кампања во еден момент и тие ниски страсти ќе ви судрат од глава. Тој момент доаѓа. На дневна основа гледаме резултати од злоупотребата на чувствата на луѓето во минатото. Одговорот сега доаѓа неколку години потоа. Едно им се ветувало, им се презентирало, друго им се ветувало на другата страна, но во одреден момент вие морате да се соочите со реалноста. Дали на едните, луѓе чии што чувства во најтешките моменти вие сте ги злоупотребиле, сте им представувале транскрипти, кои што транскрипти видовме дека овие луѓе кои што претходно биле обвинети за екзекуција на овие млади човечки животи, биле во постојан контакт со личност која што е дел од вашата сега коалиција, се поставува прашањето, може би таа личност била уценета од вас цело време, за да биде ваш верен поддржувач и поданик? Така што имаме многу дилеми, многу злоупотреби, многу ниски страсти, злоупотреба на чувствата на луѓето и она што е трагично и траорно, никогаш повеќе вие не можете да излезете со легитимитет и кредибилитет и да тврдите нешто, бидејќи често пати ветувате на повеќе страни, а истите тие ветувања понатаму не можете да си ги одржите. Во случајот на најниско ниво сте играле со чувствата на луѓето во најтешките и најболните работи за најтешките и најболните нешта. Сведочиме на буквално како на филмска лента се редат многу Тоа навистина не е човечки, извинете. Да, извинете. Како родител сочувствувам со сета таа работа. И кога зборувам ми е тешко, а не па да ги погледам тие луѓе во очи и да ветувам такви работи. Така, бескруполозно сепак. Она што го спомнав и во контекст на претходното што беше кажано за аферите, го спомнавте и вие, сведоци сме буквално како на филмска лента да се одвиваат настаните, особено бројот на аферите кои што секојдневно се качува бројот. Имаме со Елем, со РЕК, секојдневно се отпуштаат луѓе, се вработуваат со партици од СДСМ или пак шарени револуционери. Имавме афера во РЕК Битола тешка 320 милиони евра. Не евра, денари. Денари, извинете, да. 320 милиони денари. Да. Тоа се 5 милиони евра сепак. 320 милиони денари, што е отприлика негде 5 запирка, нешто над 5 милиони евра. Сериозна бројка, тоа е
отприлика сумата која што била предвидена за ископ на јаглен, кој што е неопходен од рудникот Брод Миотино за процесот на производство на електрична енергија во рек Битола. Зошто е овој еклатантен пример на корупција и зошто е ова коруптивен скандал? Најпрвин, кон крајот на минатата година, како влада носите одлука да Советот за јавни набавки го укинете. Тоа беше последниот филтер помеѓу економските оператори и нарачателите. Најчесто, еве, зборуваме сега за државни институции или локалните. Они беа со законно обврзани да побараат мислење од овој Совет за јавни набавки, дали јавната набавка гарантира транспарентност, конкурентност и така натаму. Но за да можете вие да ги штелувате условите и однапред да предвидите кој може да се јави на таа јавна набавка, вие морате да го елиминирате ова тело. Тоа се случи кон крајот на минатата година. Се елиминираше ова тело, сега веќе имате бришан простор и некаде таму средината на март месец се објавува оваа јавна набавка, каде што единствен критериум од аспект на техничките критериуми е да економскиот оператор кој што треба да конкурира има во последните 3 години ископано 900.000 тони јаглен. Според моите сознанија, во Република Македонија тоа е една компанија. За да потоа, после, откако јавноста ја констатираше оваа работа, откако очигледно им стана дека е пребрутално ова дело кое што планираат да го направат, се вметна и втор критериум, кој што малку го прошири опфатот на компанија и сега наместо 900.000 тони имаме или 1.000.000 метри кубни јаловина, камен и така натаму како што е. Знаете, кога сте фатени во лага, честно е да признаете и да понесете одговорност. Во оваа држава мора да почне да функционира институцијата одговорност. Ве фатиле, признаете, напуштете ја функцијата, оставете луѓе кои што знаат да се работат, кои што се честни, домакини луѓе. Ги има многу. Ги има такви многу во Република Македонија. Има ли одглас? И сега наместо да се повлечат и тоа да го сторат, бараат брутална пресметка со неистомислениците, креирајќи и лажни вести, лаги и клевети. И за тоа ќе се соочат со последиците, повторно ќе кажам, на среден рок. На краток рок, можеби тие неколку часа јавноста успеа да одредени делови од јавноста да ја изманипулираат, но еве, многу брзо ќе излезе вистината на виделина и ќе мора да се соочат. Но јас би, таму има многу скандали, многу обиди. И во Елем имаше, да. Многу обиди за како да кажам, за злоупотреба на позициите. Еве, последно нешто што каде што има сериозни индиции за криминал е една јавна набавка за ангажирање на помошна работна рака во делот на БТО системот. Сега, за да биде појасно на јавноста, тоа е багер, транспортер, одлагач. Значи, багеров копа, рудава ја става на транспортеров и после има одлагач кој што е одлага на депонија, јагленов конкретно. Так. И затоа ние скратено го велиме БТО. Да. Багер, транспортер, одлагач. И тука има ангажирате помошници да не ги вработувате, бидејќи не ви требаат континуирано, вработувате помошна работна рака. И тоа е тендер, се поништува постојниот тендер, се ангажира компанија која што никогаш порано не работела во рек Битола, лицето сопственик е близок пријател со одредени раководни лица во рек Битола, и цената по која што се ангажира таа компанија е 197 денари за час. А им се исплаќаат на работниците нешто повеќе од 90 денари. Разликата е околу 100 денари кои што влагаат директно во џебовите на таа компанија. Чисто за илустрација, во минатото сме плаќале околу 120 денари. Значи, некаде околу 70, нешто над 70 денари поскапо од тоа што било плаќано во минатото. Еве, уште едно основано сомнение, да го повикам јавното обвинителство, финансиската полиција, сите оние институции во државата кои што се задолжени да откријат злоупотреба и криминал, да ја проверат оваа информација од јавен свиркач. Има ли реакции досега на вашите пресконференции, обвинувања кои што содржат и аргументи? Реагира ли јавното обвинителство? Досега не сме запознаени за таков случај. Не е ви индикативно тоа? Па, искрен да бидам, јас исто така во минатото коментирав и за еден друг случај, кога поранешен министер дава изјава дека имал сознанија дека вооружени формации на
паравоени структури постојат во Скопје, во Република Македонија, јавно пред јавен обвинител и воопшто тоа не представува провокација за јавното обвинителство, јавниот обвинител да чисто да ги истражи, ако ништо друго, да го затвори предметот, да рече имал информации министров, но тие биле неточни. Барем тоа да каже на јавност. Ова што човеков го даде како изјава не било точно. Гледаме ништо. Тишина, молк. Но затоа пак можеме да слушнеме втора едиција на бомби. Сега им се потребни тие бомби, губиме од рейтингот, паѓаме, не знаеме како понатаму, реалниве проблеми надвиснале, немаме решение за истите. Сега иде втора едиција бомби. Бидејќи не можеме вака спектакуларно тоа да го правиме, мораме да најдеме начин како преку овие процеси кои што се водат. Тоа мора да престане. На иста линија се и медиумите, мора да забележам, се појави информацијата дека ММФ го намали растот од 3,2, иако и тоа е малку на 2,8. Никој од медиумите, еден или два медиуми објавија дека има пад, другите објавија чисто, ММФ објави 2,8. Нормално, затоа што тој ден се емитуваше нова бомба во еден судски процес, тоа беше поголема вест отколку тоа што економијата во државата, една од двете најголеми и најрелевантни институции во светот, ММФ и Светска банка, ја ревидира наместо 3,2, колку што предвидуваше владата, на 2,3. Видете, вие на 3,2% раст го проектирате и буџетот. Што значи дека ви велат овие реномирани институции, погрешно сте го проектирале. 3,2, 2,3, 0,9% од бруто домашниот производ на 10,5 милиарди, тоа е отприлика некаде нешто на 100 милиони евра, вие повторно грешка сте направили. Каде ќе го намалуваат тоа? Вие сте, ова е ваше поле. Ако треба, нема потреба они да го намалуваат. Тој сам се намалува, бидејќи не ги собираат доволно даноците, бидејќи економијата ни е во една катастрофална ситуација во државата. Вие имате во првиот квартал еден од неколкуте економски показатели кои што ви кажуваат дека нешто лошо се случува во државата на полето на економијата, вие мало потрошувачката. Вие имате помалку собрано ДДВ во првите 3 месеци оваа година споредено со истиот период лани, кој што патем беше политички тежок период и така натаму, техничка влада, за 8 милиони евра. Ако тоа го поделите со 0,18, ќе видите дека вие во малопродажбата имате за 45 милиони евра помалку пари. Тоа може да е резултат или на тоа дека не ги собирате тие даноци, што е повторно проблем, значи некој е фаворизиран, но најверојатно тоа не е случајот, или немате од каде да ги соберете. Ако немате од каде да ги соберете, повторно имаме 3 случаи. Или луѓето неќе да трошат, имаат пари, али неќе да трошат, што е помалку веројатно, или вториот случај е немаат пари. Или па третиот е мешавина од овие две. Но секако вие имате проблем. Вие имате 45 милиони евра помалку во малопродажбата. И тоа е искуство кое што јас го собирам секојдневно на терен. Јас се поминав пола Македонија. Пола Македонија без исклучок, луѓето дали е бил бурекджилница, дали е бил бакалница, дали е бил ситна продавница и така натаму, без исклучок сите, дали бил бутик, кафанџија, небитно, сите без исклучок викаат прометот ни е опаднат најмалку за 20, 30, 50%. Тоа не треба вие да имате не знам каква креативност, каква визија, за да го заклучите. И се наеднаш, после ова, предпоставам, ќе стигне едно стерилно соопштение од Центарот за комуникации, ја оправивме економијата, дупката ја закрпивме и така натаму. Ама истот времено треба да се сетат кога тераа кампања во предвремените избори 2016, кога викаат точно знаеме во каква кондиција е државата, имаме решенија, нудиме живот за сите. Тогаш требаше да кажат. Сега сгрешија. Сега грешкава сите ние треба да ја плаќаме. Како да ја плаќаме ние сите? А без да сноси некој одговорност. Најавувавме, гледаме, имаше најава за реконструкција во владава. Вчера гледам еден од коалиционите партнери викаат, па не знам тоа баш дали ќе има реконструкција. Ние сме заложници на немање капацитет. Ова општество, оваа држава во моментот е заложник на немањето на капацитет. Тоа е суштината. Но доаѓа нова надеж. Јас тоа го кажувам во минатото, тоа ќе продолжам и да го кажувам. Доаѓа нова надеж. Граѓаните не смеат да се разочаруваат затоа што доаѓа нова надеж. Најавивте протести за мај. Еве го наближува, но зошто токму мај? Им дадовте време на власта на своите противници или пак ради внатреполитичко реконсолидација и слично?
Во нашата партија имаше промена на раководството, промена на председател на партијата, се разбира. Логично е да новиот председател, во случајов тоа сум јас, да направам одредени кадровски поместувања, освежувања, реструктурирање на сите нива на партијата. ВМРО-ДПМН е огромна и сложена организацијска целина. Вие не можете преку ноќ да ја промените целокупната таа структура или барем она што сакате да го задржите, да направите интервју, да разговарате, да видите дали постои мотивација, дали постојат нови идеи, дали има авангарда за воиднина, дали можете истите ти луѓе да ги користите, или барем, ако не, тогаш да најдете соодветна замена за истите. И тоа е процес кој што, според нашите проценки, ќе заврши крајот на април, средината на мај месец. Доволно време имаме за да се подготвиме за овој голем народен протест, кој што ќе го акумулира целокупното незадоволство од сите овие политики за кои дел зборувавме денеска, а се штетни за Република Македонија и граѓаните во Република Македонија. Тоа треба да биде моментот кога ќе востанеме против сите овие штетни политики кои што и се случуваат на нашата татковина, ќе понудиме истовремено решение, ќе понудиме нови проекти, ќе понудиме нова надеж за граѓаните во Република Македонија и на тој начин ќе го најавиме новото утро кое што ќе стане реалност и ќе ја симнеме оваа влада